повеќе бе, абе не доносе, не доносе. Бе, тате, абе, се правев како што правиме и секогаш. Абе не ти го велам тоа бе, кај ти бе очите бе, цело време ти мафтам и шарет ти давам, иде чорбаџија. Ете, не видов. Ајде бегај таму. Ајде, викајте. Што сте се развикале? Сте раскарале овде, сте раскарале, сите ли сакате да ве чујат? Цело село да ве чуе? Заради ова макар е овде жено, заради него за малку, за волку. За волку, ама ете... За малку. Мислите немам ум во главата, не знам што за малку, а? Вие немате ум. Што се дерете на цел глас сите да ве чујат? Ајде, добро, ајде, доста. Да не зборуваме повеќе за ова. Ајде да влеземе внатре. А, не. Сега, кога веќе почнавме да зборуваме, ќе зборуваме. Слушајте, ако не престанете да го правите ова што го правите, на стари години, ќе ве оставам, ќе си отидам некаде не знам каде, кај што ми гледаат очите, ќе ве оставам и цело село нека ви се смее. Аха. Сега уште тоа ни требаше и... Де мори домаќинке, па каде отиде ти, ајде. Мори домакинке. Вие не бевте такви. Што ви стана, бе? Што ви стана? Еднаш раката ви фати, ви се заарни и сега не можете да престанете, а? Види ја. Ако ве фатат... Цело време ни вели да не зборуваме, таа уста не затвори. Престани. Рековте дека за малку ке ве фателе денес. Добро. Ако ве фатеа, ако ве фатеа. Ако не фатат, ете мене фатија. Денеска не ве фатиле. Ама, да знаете, кога тогаш ке ве фатат. И после? Што после? Тате, јас не можам поќе да ја слушам. Ќе си влезам внатре. Влези, бе, синко, влези. Остави мене тука, Сонја, ти влези си. Влези си, не влези. Седи овде. Седи да не си мрднал. Влези, сине. Оф, леле. Слушајте, кога тогаш ке ве фатат? Од срамо и ќе умреме. Оф, не ви фаќа умот. Што да правам? Да ви раскажам јас една приказна за оваа работа, па ако не ме разбирате мене, може од приказната нешто ќе научите, а? Да ви кажам една приказна. Приказни. Ами, кога бев мал, приказни не ми раскажуваше, сега ќе ми раскажува. Не можеш, абе не играј се мајтам со нас, бе, не сме деца да ни раскажуваш приказни. Петер сте од деца. Слушајте, може оваа приказна ќе ве научи нешто, а? Тате, да ја чуеме да ја раскажи таа приказна, оти на рат нема да не остави. Нема да ве остави. Ајде, раскажи, ама побрзо, ајде. А побрзо. Да си легнем, ајде. А сакаш да си легнеш? Да, ајде. Оф, леле, на кој приказна ќе му раскажувам и јас, леле, мајко. Слушајте, Ајде. слушајте. Ова да биде ука и pouка. Вака. Си бил еден поп. Приказната е за поп. Велат приказна, ама може и не е приказна. Може било вистина. Не се рекло за џабе, било па се прикажувало. Си бил тој поп, многу арен човек, чесен човек, ама таа, попадијата негова, таа, еден ден, вака му рекла на попот. Разбра? Господ да чува и да брани. Не ми фаќа главава, мори попадие. Не ми фаќа такво нешто. Јас такви работи не ти сум правил, не ти можам да правам. Не ми фаќа. Знам дека не ти фаќа главата. И не велам да ти фати главата, туку раката да ти фати. Не можам. Не можам, мори попадио. Не можам. Јас такви работи не можам. С краја да е од мене. Не можеш, оти си прост. Леле, попадио. Леле, зарезил да те чуе некој? Ми јас прост. Да. Да. Леле. Еми, лелем, знам книга да пея, мори попадио. Јас прост. Море попе, знаеш ли ти, бре, колку луѓе денеска си подкраднуваат, па никој ништо не вели за нив. А ти?
Pred oči v crkva ti se pariti i nikomu ništa. Znaš li ti od kade vo carštinava toliko palati, bre, raskošni, bre, a bre, koli so beli konji, pa kako? Popovite? Pa čezi, vezeni, pa nakiteni, pa popovite koji? Ne može, mori popati. Ne može. Što misliš ti дека јас не сум помислил на тая работа? Сум помислил и то многу пати. Ма, не можам. Vidi, Bože. Попади го. Саде што ќе помислам? Ќе пуштам вака ракава пред икона, земам некоја паричка и ти ки некоја сила, ракава ќе ми е крени се на молитва ме тера и на крстење, а друг пат чинам пак вака пуштија, кој ќе ми се закочи ракава, кочан ќе ми се направи, а пред како дамла да ме удрила в рака, не дај Боже, не оди ни напред, ни назад и дур не се прекрстам со левава, не пуштам попадио. Veliš, se na molitva te tera i na krstenje. A bre, Živi zdravije. A bre, pope na pari, bre, na azno može me da spijeme. Tuku ti ne me slušaš. Ne možem ta, ne možem. A jednaš da probaš da zemeš, pa ke vidiš posle koliko lesno ke ti bide, a? Šo veliš? Veliš? Не можам, мори попадио. Јас не сум таков и јас на Бога му служам. И место да бидам пример пред луѓето, треба да си го бербатам сурато и зарезил да се правам пред луѓето на овие годиња. Не можам. Сада и на молитва ме тера и на крста. Veliš, se na molitva te tera i na krstenje. E pa slušaj сега što ke ti kažem. A mi tek na utre. Ke mu kažeš na klisaro porano da si odi doma, a ti ke ja zatvoriš crkvata. Razbra? Ke izlazeš nadvor, ke vidiš ima li nekoj, nema li. Vleguvaš vnatre, zastanuvaš pred Bogorodička i veliš. Prosti, majčičke, Bogorodičke, mene pari mi zatreba, jaz ke si zemam. I taka, Bogorodica ke ti prosti, a ti ke si zemaš pari so molitva i so krstenje, me razbra se gašo, veliš? Ори, попадио! Ама не знаем дека сега калнија жена му го истер, ама ти терот ме ќе мори сивала, златна, јеле да те баца мори. Попадио, знаеш дека ова може да фати место? Да знаеш дека уште утре ќе пробам. A ne, utre ne. Сега, веднаш. Што? Veli što? Леле, попадио. Леле. Уф. Ajde сега. Мајчичке Богородичке, прости ми, мајко Богородичке, мене некоја паричка ми затреба. Дали да си земам? Сполајте ќе си земам. Мари, да беше тоа калнија жена, мари. Što veliš, a? Леле, зареду. Мајчичке Богородичке, прости ми, мајко Богородичке, мене некоја паричка ми затреба, мајчичке Богородичке. Дали да си земам? Сполајте ќе си земам. Сполајте, мајко Богородичке. Малку парички ќе си земам.
Смолай ти, майко Богородице. Смолай ти. Абе, Клисару, ти не си отиде дома? Не бре, дедо Попе. Ти арно знаеш дека јас додека не ја заметам црквата не си одам дома. Арно, не? Дворот го измети. Ајде сега, гале, оди си дома да си одмори ставата, гале. Уште внатре да зачистам и ќе си одам. Оди, бре, гале. Абре, оди душичката да си ја одмориш, гале, да не те боли лажичката. Многу денеска работеше ти, гале. Многу калабалак имаше в црква, виде, на служба колку народ. Ајде, оди. Не, дедо Попе, не. Јас сакам денес да си ја завршам сета работа. Абре, оди, бре, гале. Многу се итам. Ај, стомаков многу ме фати, гале. Ме искина. Ја немам да чекам ти да зачистиш, ја да заклучам и сетнем. Можем неко билја да направам, да простиш в гајки. Еми, не ми доликува поп сум, гале. Ако е таква работата, дедо Попе, итај ти. Остави ми ги клучевите мене. Јас кога ќе ја завршам работата, јас ќе ја заклучам црквата. Итај. Клучот велиш? Да. Ајде, така, нека е. Земи, чекај да видам, ами, кај сум ги вденал ја клучевите, бре. Боне. Еве и, гале. Еве и, земи заклучи. Ај, гале, ај. Леле, чудо ли е ова, што ли е? Ги нема парите од иконата. Како ќе му кажам на попот утре? Ќе помисли дека јас сум ги украл. Абре, Попе, шо се стори човеков? Што го нема уште? Попадио, се вратив. Гледам дека се врати, туку што направи? Гледај. Леле. Леле, Попе! Браво, збре! Дај да те бачам. Леле, Попе. Пари Попадио. Еми, ова било многу лесно. Направив како ти што ми рече. И ни око ни рака да ми трепне. Попе, да не те виде некој, бе? Не? Не? За малку Клисарот ќе ме видеше. Ау! Јас си работев пред икона, а не знаев дека тој го метел дворот, надвор бил. Ама не ме виде. И од сега ќе се варкам од него. Гледаш сега дека ми фаќа глава? Абре, Попе, да не бев јас, не ќе ти фатеше ниту главата, ниту раката. Ајде сега да ги броиме. Ајде. Ете, гале, вака, така, и денеска денот си помина, гале. Хајде сега, оди си, да си одмориш ставата, гале. Хајде. Ќе си одам, дедо Попе, ќе си одам, ама пред тоа сакам нешто да ти кажам. Ајде, оди си, оди, бре, гале, оди да се одмориш, душичката, да си одмориш, гале. Не можам да те слушам. Глава, тапан ми. Ајде, гале, утре има ден, бре, гале.
Да одам сега. Да одиш гале, со здравие да ми одиш гале. Ајде. Ајде, остани ми со здравие да попе. Со здравие гале и јас ќе седна малку глава да ми се разбистри, па и јас ќе се одам. Ајде, со здравие гале. Ајде. Прости ми, мајко Богородице, прости ми, неко паричка ми треба да си земам. Ке си земам, сполај ти, мајко Богородичке, сполај ти. Уште неко паричка ќе си земам, мајко Богородичке, многу ми притреба. Сполај ти, мајко Богородичке, сполај ти. Мајчичке, Богородичке, прости ми, мајко Богородичке, некоја пара ми затреба, мајко, да си зема? Ке си зема. Домакине, домакине. Што е, море домаќинке? А како си дојде дома, а не рече добар ден? Добар ден. Добар ден. Зошто си дојде волку рано дома? И не само денес, туку секој ден доаѓаш се порано и порано. Попот така ми рече. Да одам дома да се одморам. Ме чуди попот. Вистина Арен си е нашиот поп. Ама нема билким тој да ја мете црквата. Добро, јас зборувам, ти ништо не ме слушаш. Мисламе, мачи домаќинке, Каква мисла? секој утро кога одам да ја отклучам црквата. Кога ќе се опулам на иконата, парите ги нема. Како тоа ги нема парите? Како ги нема? Ете така ги нема. Парите што ги оставаат луѓето на иконата ги нема. Па добро, ти му кажа ли на попот за тоа? Се обидов да му кажам дека парите ги нема, ама тој секогаш ме вели молчи. Не можам да стасам да му кажам. Попот. Од една страна е Арен што ти вели оди си дома да одмориш, од друга страна ти вели молчи, не зборувај. Се плашам ако разбере попот дека парите ги нема, а јас не му кажам за ова чудо. Да не помисли дека јас ги крадам. За тоа немој да се грижиш никако. Нема да си ставаш сакалма на душата. Ке си се помолиш и Господ ќе ти го покаже арамијата. А за другото немој да се грижиш. Сите знаат дека си ти честен човек, дека ти е чиста душата и дека за црквата се грижиш како што треба. Знам, жено, знам. Ама Ништо ти не грижи се. Ајде сега, одмори и јас ќе ти донесам нешто да каснеш. Прости ми, мајко Богородичке, нека паричка ми треба, мајко Богородичке, дали да си земам? Сполај ти ќе си земам, мајко Богородичке, сполај ти. Дали уште неко паричка да приземам, мајко Богородичке? Сполај ти, мајко Богородичке, сполај ти за дарот. Сполај ти, мајко Богородичке. Значи така велиш. А бре, така беше, жено. Си ги зеде парите, си ги стави под мантија, си кажа што си кажа и како ништо да не било, си замина. Леле. Значи затоа тој тебе секој ден те пушташе се порано и порано да си доаѓаш дома, не баре да одмориш.
Леле, попе, душа така да си грешиш. Не бре, не ми се верува зарем нашиот поп. Добро, ти сигурен ли си дека баш него го виде? Очиве мој не ме лажат. Со своји очи го видов. Си ги стави парите под мантија и замина. Леле, аман. И немој многу да викаме. Аман, немој да викаме, да не чуе некој, па ќе си помисли дека ние сме ги зеле парите, ќе не набеди. Туку ние сега треба да мислиме. Да мислиме. После ова што го видов, јас не знам што да мислам. Ти не знаеш, ама јас знам. Утре е празник. И ќе одат многу луѓе во црквата. Ќе однесат многу пари и попот уште повеќе ќе се полакоми. И тебе ќе те пушти уште порано да си одиш дома. И ти ќе се направиш, ќе си одиш на кај дома, ама од другото вратниче ќе влезеш, ќе се вратиш и вака ќе направиш. Прости ми, мајко Богородичке, прости ми. Мајчичке Богородичке, мене неко паричка ми затреба. Дали да си земам, мајчичке Богородичке? Ке си земам, сполајти, мајко Богородичке. Ево уште неко паричка. Ке си земам, сполајти, мајко Богородичке. Сполајти, мајко Богородичке. Остави ги парите на иконата. Тие пари не се за тебе, туку за мене. Абре, откаде овој глас? Абре, кој си ти? Јас сум Исус Христос. Шта баршав дека бре, Христе? Ами јас немам работа со тебе? Туку со мајка Богородичка. Прости ми, мајчичке Богородичке. Прости ми, мајко Богородичке. Прибери си го детело, мајко Богородичке. Прости ми, мајко Богородичке. И значи така велиш, го слушна гласот Господов и не се исплаши. Па како не му е срам? Мори жено, раката еднаш кога ќе фати, па уште еднаш, отиде образот, душата отиде. Затоа тој така на Господа, само не знам како не му беше страв. Јас знам што треба да направам. Тој така мајтап ќе си игра со Господ и со Богородица. Јас ќе му го дотерам паметот. Мајчичке Богородице, прости ми, мајко Богородице, неко паричка ми треба, ќе си земам, мајко Богородичке, ќе си земам. Не земај што не е твое. Откаде овој глас? Која си ти, мори? Откаде? Пак сега ти? Мојот син Исус Христос ми рече дека си земал пари од мене. Врати ги парите. Врати се што си зел и покај се, чедно Божје. Која си ти, мори? Откаде овој глас? Јас сум Богородица. Мајчичке Богородичке, прости ми, мајко Богородице. Еве ќе ги вратам. Ќе ги вратам, мајко Богородице. И тие што ми се дома ќе ги вратам. Се ќе вратам, само да не одам грешен на онај свет, мајко Богородице. Не, јас живи здрави, живи две очи. Попадијата ме натера. Таа се полако ми ги избербати лицево. Зарезил ме направи новија годиње. Прости ми, мајко Богородичке. Прости ми. Прости ми, мајко Богородичке.
за ова? Амори, домачинке, да не пукнеш, еми мене ме скина од смење. Леле, на кој му кажувам вакви приказни? На кој? Се скина од смење. За смење ли вие кажам, бре, за смење ли? Туку... Што туку? Кажете, вие дали разбравте нешто, што сакам да ви кажам? Ќе кажеме. Ќе кажете. Кажи ми ти уште ова. Кажи ми, знаеш ли сетнем што станало со попот? Се покајал, ги вратил сите пари. Сите ги вратил, дури и придал од неговите, само и само Господ да му ги прости гревовите. И му ги простил гревовите? Синко, тоа не знам. Тоа е Господова работа, Господ си знае дали му простил или не му простил. Јас само знам дека приказнава од човек на човек се ширела, а попот се повеќе го бил срамот, црвенел. И ова, дури и владиката разбрал, и му ја избричил брадата, го распопил, го избркал од црквата. Па сега, вие кажете, разбравте нешто од ова што ви кажав или не? Леле, жено Арно. Арно што ни ја раскажа оваа приказна и сега од кога ја чув, се си велам, нема порно тоа човек да си живее честно да заработи и од тоа често да живее. Слушај, синко, што ќе ти кажи татко ти сега. Ова досега што го правевме, што подкраднувавме, поиќе да не го правиме. Така е, татко. Оваа работа ние да ја оставиме. И од сега па натаму да си работиме честно како и порано. Така е. Оти открадени пари, аер нема да видиш, само опразите ќе ти останат цел живот црвени.